Почитувани гледачи, добро дојдовте. Прво издание на Агроспектар во новата 2021 година. И во оваа година ќе ги следиме случувањата во областа на аграрот, ќе ве информираме, меѓутоа и она што е најважно, ќе ве едуцираме за квалитетно земјоделско производство. И минатата година во нашите емисии говоревме дека недостаток на влага во почвата е голем проблем за земјоделското производство. Тој недостаток на влага и понатаму е изразен и покрај врнежите кои што ги имавме изминативе денови и покрај поплавите кои што се случуваат на одредени земјоделски површини. Ќе се осврнеме во емисијата токму на оваа тема, ќе говориме за состојбите во аграрот, ќе понудиме и новини од фитофармацијата. Повод повеќе да бидете заедно со нас и со новото издание на Агроспектар, а со нас е професор доктор Ристо Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Како што рековте, ова е првата емисија од 2021 година и навистина морам да кажам тоа што го најавувавме пред нова година, дека врнежи ќе имаме одредено враќање на вербата на земјоделските производители, дека сушните години секогаш се катастрофални. Ние веќе во Република Македонија овие неколку дена што се зад нас имаме помалку или повеќе измеѓу 100-150 и до 180 литри по метар квадратен врнежи од дожд. Тоа е нешто кое радува, кое мислам дека за сега е сосема доволно, бидејќи морам да кажам дека убав момент е тоа што имавме еден тих, квалитетен дожд, не пороен карактер со одредени порони карактеристики, каде што во Србија, да кажеме, тоа што се случува сега, такви поројни дождови, па цели села точно се поплавени и ги носи се пред себе. Ние имавме еден питом дожд, би рекол, кој навистина задоволува за сега, бидејќи недостатокот на влагата беше во големи размери. И браните сега за следните неколку дена, иако има најава пак дека ќе имаме и врнежи од снег, нека се знае дека влегуваме во сред зима, ќе имаме снег, ќе имаме пак врнежи, значи тоа се едни предуслови, јас би рекол, за да се надеваме дека следната година, производна година, за земјоделските производители ќе биде добра. Иако тоа е еден од факторите каде што им се враќа вербата на производителите, да им се створи условот за работа. Друго е тоа, покасно што ќе кажеме збор 2, стратешките аспекти, дали тутунарите, дали оризарите, дали житничарите што имаат крајни незадоволства, тоа е друга приказна. Но кога сме кај времето, јас морам да кажам дека ние сега само со неколку дневно пообилно врнење на дожд, одма се јавија големи проблеми со поплави. И голем дел од луѓето обвинуваат, секој наоѓа начин да обвини некого, не тргнувајќи од себе. Еве, одреден земјоделски производител што има своји површини. Искрено нека каже колку години подред тој ги нема исчистено основните одводни канали кои во случај на поголеми количини на дожд, како што е случајот сега, или при наводнувањето, да кажеме, да има одводен канал добро одржуван, кој ќе влезе како терцијална мрежа од неговата нива во секундарните мрежи и да влезе во главната примарна мрежа. Тоа е кај нас мислена именка. Значи, водостопанските организации, неквалитетно организирани, по политички предрасуди и оние лепачи на плакати примани таму и примаат плата, воопшто не се размислуваше на одржување на каналските мрежи, системите, буквално кажано. И сега, кога дојде мала, поголема количина на врнежи од дожд, тука се случуваат хаварии, гледате и сами. Алармантна, готово беше вонредна состојба да се прогласува.
Зошто? Основата е тоа што голем дел и од речните корита, каде што имаат она примарна улога да ја собираат водата од секундарната и терцијарната мрежа. Секој вишок на вода. Тие со години, баш имаше еден таков прилог кај Тетовско, поплавена била целата Тетовска површина со жита и со тоа, и тој човек, стручњак и многу честит човек, без оглед што е албанец, излезе и рече 30 години главната река не е чистена и нивото неизино е повисоко од обработливите површини поред неа. А тоа треба да биде обратно. Површините обработливи треба да бидат на повисоко ниво од Текот на реката. дното на реката, текот на реката, каде што треба секој вишок на вода, реката како примател на таа работа, да ја одводни површината. И сега, наместо да ние бараме кривци, треба да видиме каква е организираноста. Јас гледам во Кавадарци, како е водостопанството организирано, со наводнувањето, со има вода, нема вода, со многу нешта. Водата е основен фактор. Мора овде крајно професионално да се организира и да се експлоатира водата со максимална штедливост и рационално користење на водата. Ние за тоа немаме основни познавања. Зборам за земјоделските производители. Кога има водата во повеќе, кога ја нема, тој кука, и секогаш имаме еден чин на недисциплина, не е незнаење, бидејќи секој може својата нива и своите ендеци да си ги чисти, и кога има вишок на наводнување на вода, так одводната мрежа го прима тој вишок, а не да застане во нивата и да има асфикција и да има гушење на растенијата и штети. Таквото нешто од тој аспект е на многу ниско ниво. И нема едукација на земјоделците дека кога сте слободни сега, кога заврши вегетацијата, твојата нива пред да ја обработиш, не како да откраднеш 1 или 2 метра од комшијата, туку како заедничкиот ендек да биде заедничка обврска, да биде чист. И кога има вишок на вода, да таа биде примена, да нема штета на обработливите површини. И една од најважните мои приметби, бидејќи сум и во председателството на Движењето на екологистите на Македонија, имавме една наша задача по сите главни реки, споредни реки, оние мали реки, потоци покрај селата, да одиме, да снимаме и да ги погледнеме. Тоа се мини депонии, каде што секој од дворот ѓубрето го фрла таму, безобзирно до реката, и реката кога надојде, таа го носи тоа ѓубре, тие шишиња, пластики, што ли уште не. И сето тоа, таа ниска еколошка свест е евидентна не само во едно место во Република Македонија. Целата наша држава, и имавме таква иницијатива за проект и реализација на проектот за стекнување на одреден квантум на знаење за пристапот на земјоделскиот производител према еколошките параметри. Тука со еколошките параметри мислиме и ѓубрето што се фрла, растителните остатоци. Требаше да бидат да се распаднат, да си влезат да се вратат пак во нивата со одредени процеси. Ефектот тука ќе го имаме со едукација само доколку почне тоа да се спроведува во училишните клупи, а сигурно кај нас тешко може кај возрастните да се менуваат некои навики кои што за жал се на штета на самите нас и на штета на животната средина. Таа идеја што ја рековте, ние ја веќе подцртавме. Значи еколошката свест да расти кај детето уште кога е во клупата. Во корпата да ја фрли оној остаток од хартија или така. Значи таквите нешта кај нас фалат. Но со инкорпорацијата на политиката, уште од мали децата многу професионално ги учат како да ги лепат добро плакатите, каде треба да стават плакати,
како треба да пратат некои работи да ги пренесуваат, а не да гледат за збогатување на нивното духовно, македонско, чисто, честно, за да биде честен граѓанин на Република Македонија. И кога сме кај водите, ние на рационалното користење, еве сега, примерно, ќе имам уште неколку врнежливи, добри денови, акумулациите ќе дојдат на ниво, бидејќи има веќе најава од одседување. Тука веќе имаме еден добар чин на добивање на тој неопходен капацитет за следната година. Но од стручно практичен аспект сакам да ја елаборирам една работа што мал број од моите колеги стручњаци го тоа приметуваат од што доаѓа до таквото нешто да ние сега после неколку дена одеме на виновата лоза, копаме на 80 сантима, 90. Јас ви гарантирам дека вие ќе имате во ризосферниот дел до 30 сантима влага, која е претворена во кал, доле барот суво. На што се должи тоа? Тоа сакам стручно да го објаснам, има два важни сегмента. Првиот сегмент и најважен во Република Македонија, бидејќи јас се Струмица повеќе обсервирав, таму се користи многу, имаме 4000 хектари под градинарски култури. И тука секоја 2-3 култури се одгледуваат, тука се употребуваат минералните ѓубрива. Вештачките ѓубрива. Тие вештачки ѓубрива во свое време во пластениците сите си имаа стока дома и органското ѓубре прегорено го чуваа и кога дојдеше момент го аплицираа. И имавме една структура убава, градинарска почва и сето тоа беше во ред и се добиваше квалитетно производство. И структурата на почвата беше добра. Што се случи со таа интензификација, 2 култури, 3 култури, нема веќе сточниот фонд во катастрофална состојба во Македонија, органско ѓубре буквално и да нема. И се отиде 3 15-ки, 5 врејки, 4 врејки, без почит према анализа на почвата, да се знае што недостасува, кој елемент, макро или микро, па да се додаде во почвата и за да имаме хармоничен однос во тој режим на исхрана. Наместо тоа, секоја година по 2-3 кратно за секоја култура се оди со тие со 3 15-ки. Што тоа значи? Сега да го изелаборирам. 3 15-ки подразбира азот, фосфор и калиум по 15%. Тоа е 45 килограми активна материја. Во 100 кила ѓубре, другите 55 килограми се колоиден носител. Значи повеќе од тоа што е полезно, имаме... Тоа е каолин кој кога влезе во почвата, ствара еден катастрофален деградативен систем во почвата, структурно ја руши почвата. Бидејќи тој каолин ствара еден чин на непропусливост. И тука во почвата гледаме сега, ќе имаме влага толку, ќе набабри тој каолин и остатокот од вода истекува и оди во Грција. А 40-50 сантима доле барот суво. И за неколку дена температурата си го прави своето, ние пак ќе кажеме треба врнежи од дожд. Немаме влага, нема систем од вода и ред други работи. А тука една од причините е токму ненормалната примена на таквите минерални ѓубрива, вештачки ѓубрива, кое нешто го целосно деградира структурниот дел на почвата. Вториот сегмент. Вие кавадарци имате тука и потешки типови почва. Има една творба во тие потешки типови почва, тоа се вика монтморилонит. Тој монтморилонит е во структурата на потешките типови почва. Која е неговата карактеристика?
При врнежите од дош, а тоа е во тој слој тука, тој бабри. Со бабрењето, тој не дозволува понатамошно понирање на водата во подолниот слој ризосферен дел на почвата. И оваа вода, за кратко време, вика, таман стави вода, вика, горе, доста вика, ќе се створи кал. Ако копнеш на 30 сантима, доле нема воопшто влага. Монтморилонитот не дозволува да дојде влагата во тој коренов систем во ризосферниот дел, кај што е најголема потреба за стварање на микробиолошките активности и сите работи. Токму ваквата деградација на почвата е причина и за поплавите, бидејќи водата не може да ја абсорбира почвата, таа слободно се движи низ површина. Точно, па затоа тоа го реков јас, после 4 дена сончеви, ние ќе кажеме, тој дожд ништо не беше, треба уште. И ако 100 литри дожд по метар квадрат, меѓутоа тие поминале. Тие отишле во Егејско море. Сега, што е спасот на тоа? Ние во последната емисија, мислам пред Нова година, рековме дека има една творба што е многу важна за враќање на душата на почвата. Тоа се зеолитите кои со примена во почвата, таа нивна кристална решетка го зголемува повеќе кратно абсорбтивниот комплекс на почвата и што е најважно со карактеристиката, тој е прав детоксификатор, бидејќи амоњачните форми и другите штетни форми од ѓубривата и воопшто што се стават, тој клиноптеолит кој е активната решетка на зеолитот, клиноптеолитот ги абсорбира со една катионска форма сите тешки метали, и оловото, и живата, и кобалтот. Значи сите тешки метали тој ги собира и ги држи во таа кристална решетка. Фактички се детоксифицира почвата. Таков проект сега, мислам, ќе заживее во Велешкиот регион, каде што имаше 30-40 години производство на вештачки ѓубрива таму во фабрика, и 30 сантима, 40 сантима, тоа е за толку загадена површината, а таму се произведуваат градинарски култури кои можеби и ние понекогаш на трапезата ги абсорбираме. За таквото нешто, зеолитите се иднината на таквите действија за Кавадаречко посебно, каде што монокултурното одгледување е евидентно, 20 години е винова лоза, нели? Со апликација во кореновиот систем на зеолитите, кои ја држат влагата, ги абсорбираат оние тешки метали и ја подобруваат структурата на почвата. И она најважното, pH вредноста ја одржуваат во ние нормални граници. Дали тоа 6,8, 7,2, 7,5. Тука зеолитите ја имаат таа моќ. Како се аплицира зеолитот? Комплицирана ли е неговата апликација? Се расфрла по површината? Неговата апликација е сосема едноставна. Бидејќи, јас ако препорачам за лозарите, тоа ќе биде од 2,5 мм како оние гранулите од ѓубривото. Тоа може и со ѓубре растурач да се фрли, тоа може со овие систем депонарторите. Да. А може микронизирана форма од 20 микрона до 30, може и преку системот капка по капка да се аплицира. Тоа е и најдобро, бидејќи доаѓа директно во оној дел на растението каде што е и најголема потреба. Сега, кога сме кај апликацијата, ние немаме овде намера на комерцијализација. Имаме намера да кажеме дека за да се употреби зеолитот, мора да ја знаеме состојбата во почвата. Каква е pH вредноста, реакцијата на почвата, какви се вредностите други внатре и која количина треба да дојде со инкорпорација во почвата во ризосферниот дел,
за следните 2-3 години тој зеолит со неговата трансформација ја ствара она позитивна микрофлора во почвата со хранителни вредности и ствара еден убав амбиент за културата која одгледуваме да го даде генетскиот потенцијал. Сето тоа стручно прикажано, како јас сакам да го уедноставам сега да биде разберливо за луѓето. Дали тоа во лозата, дали тоа за праските, дали тоа за градинарски култури, бидејќи вие имате тука покрај Кавадарци, Неготино, према Куријата, имате пластеничари, производители, квалитетни производители и на куртовска капија, и на домати, мои клиенти се. Сега тие, дел од нив што имаат применето, веќе имаат видни согледувања на структурата на почвата, каде што одгледуваат градинарски култури и како што гледат резултатите од примената на тоа, јас Божи дар го зборам за тоа што тоа е еден алуминос силикат, тоа е од вулканските ерупции, тоа е еден минерал, племенит минерал би рекол, кој со својата моќ и решетка успева дво-трократно да ја зголеми, како што реков, абсорбтивната моќ на почвата, кој ја одржува пеха вредноста во почвата и што е најважно, со неговата кристална решетка ги абсорбира тешките метали и другите штетни творби кои навистина делуваат негативно врз нормалниот развој на коренот. Така да, со еден збор, зеолитите, јас имам едно убедување, бидејќи кој има компјутер да кликне само во светски размери, зеолитите имаат голема перспектива, чак и за чување на здравието кај луѓето. Бидејќи нанозеолитите, најновите формулации, со абсорбирање во организмот, нормално по контрола на лекар, имаат постигнато фантастични резултати и за канцерозни оболувања, каде што тие метастатички действија, зеолитот ги локализира едноставно. Тоа лекарите подобро можат да го објаснат, бидејќи тоа е нивен фах. Но сакам да кажам дека се работи за племенита работа која е корисна. Сега, освен тоа, во фармите, јас 5 години го проучувам тоа, во оние краварски фарми, или луѓе кои имаат 20-30 глави од говеда. Тоа, кога има проливи, кога има млечноста се намалува, имаат болести, со примената во исхраната, со добар термичко обработен зеолит, за само недела дена во краварската фарма се чувствува мир и лично фармерите велат, професоре, кравите чувствувам мир, а не нервоза, млечноста се зголеми и кога влезам во фармата, немам никаков непријатен мирис, бидејќи зеолитот има голема абсорбтивна моќ на сите непријатни мириси ги абсорбира. Чак јас ќе ви кажам дека во фрижидерите, еве сега во тие напредните земји, во фрижидер, нели се понекогаш има повеќе артикли. Си има во одредена посуда зеолит, каде што сите непријатни мириси од нешто не дојде до мешање на мириси. Така и тој ги абсорбира и кога отвориш фрижидерот имаш еден пријатен мирис, а не непријатни мириси од било што. Така да, за зеолитите ние во наредните емисии, што е во годината што е пред нас, ние ќе имаме за нивната употреба и во градинарството, и во лозарството, и во овоштарството. Но ќе имаме апликативен дел како основно, кој 3-4 години тие од 2 мм или 5 овие димензии се раствара и се користаат постепенно од страна на растенијата. И тука се збогатува структурата на почвата. А истата творба од клиноптеолитот со калциум и магнезиум. Во текот на вегетацијата, ние со апликација
на лисната маса се постигнуваат троекратно зголемување на асимилативните процеси, на хлорофилната асимилација. Бидејќи магнезиумот влегува во циклусот на трансформацијата на непристапните во пристапни форми, тука имаме фантастично за многу кратко време озеленување, бидејќи кога се зголеми фотосинтетската активност, растението има секогаш свеж, квалитетен лист и тоа е нешто кое навистина импресионира, а таков лист ствара храна. И тука имаме и плодоносење убаво, плодообразување убаво, квалитетни плодови и генетскиот потенцијал кој го поседува сортата, дали е тоа куртонска капија, дали е тоа домата, дали е било која култура, за многу кратко време, 5 до 7 дена порано доаѓа на пазар, што е многу актуелно и атрактивно за производителите, бидејќи првите берби сегаш имат и највисока цена. А тука, со примената на ова средство, заедно со калиум фуматот и фулвокиселините, тука се стара еден симбиотички однос, каде што имаме 8 до 10 дена поранување на производството и тука нема никаква токсична творба и имаме квалитет што го посакува секој. А тоа нешто значи многу, да имаш квалитетно производство кое нема резидуи од пестициди, кое нема овие штетни творби, а сето тоа е корисно за нормалниот режим на исхрана на човекот. Тука, професоре, предлагам да го погледнеме прилогот кој говори за новини во фитофармацијата. Во овие едукативни емисии секогаш вградуваме нешто ново, интересно за земјоделските производители. Но мора да кажеме дека треба нешто да кажеме и за она што е веќе устоличено и јас би го рекол од оној агрономски аспект, спасител по одредени основи на земјоделското производство. И мора да кажеме да онаа што се случува како новост по однос на превентивното и куративно делување на одредени средства за заштита восхитува, бидејќи она едновремено контактно делување, каде што пламениците со мицелиумот кога се инкорпорираат во овај делот од листот, тука веќе немаше никаков спас. Сега, во поново време имаме навистина многу квалитетни двокомпонентни решенија по однос на одредени болести, па и штетни инсекти. Ние мора да кажеме од оној аспект, од праксата, од теренот, од апликацијата и резултатите кои ги добиваме, одредени препарати ги нарекуваме спасител за производството. Зошто? Затоа што во поново време дојде момент на една вистинска творба од двокомпонентни препарати кои имаат и контактно и системично делување, значи куративно делуваат, локализираат и навистина ни даваат елан да ако е пламната болеста, да ја локализираат и да за само неколку дена ние имаме рехабилитација на растението. Но сето тоа е една финеса што стручњакот, заштитарот, треба да ја знае. И не случајно велиме за некои препарати збориме дека се тие спасители на одредено производство. Зошто? Затоа што имаат широк спектар на делување, затоа се многу ефикасни
имаат брз, ефективен дел. Денес веќе предпоставувате, ќе кажеме за една новост на Хемомак, тоа е Сигнумот, кој во последните неколку години веќе јас не ја наречувам ни новост, него како усталена работа, која посебно во градинарското производство, посебно во расадопроизводството, опфаќајќи не ботритисот, не питимот, не ризоктонијата, комплетно тој на еден начин дава фантастични резултати. И од тоа што лично можем и персонално да го кажем, и одговорно како стручњак, за она новост, Сигнумот во светски размери познат, признат. Во Република Македонија градинарите веќе потполно го знаат, овоштарите го сигурно добро знаат и Сигнумот представува една фантастична двокомпонентна творба, која е нешто секако во годината која следува ќе си го најде и ќе си го има своето место. Значи, тоа е право решение или спасител за многу гадни болести во земјоделското производство. Што е суштината на квалитативниот аспект на овој препарат? Сигнумот, морам да кажам дека веќе голем процент на производители без него не ја замислуваат заштитата во пластениците, заштитата за отворено производство, бидејќи тој е препарат што се докажа со своите квалитети. Зошто? Затоа што боскалитот и пираклострубинот се една кохезија каде што целосно го опфаќаат растението, каде што боскалитот, значи, со таа своја активна материја спречува рптењето на спорите и фруктификација на нова мицелија. Значи, со примената тој го укочува системот на пораст на мицелијата и тука габата веќе го губи оној елан за понатамошно нејзино ширење. И боскалитот, карактеристично е тоа што делува превентивно. Значи се впива преку листот и се пренесува во растението системично, акрипетално, што е многу значајно. А пираклострубинот, тоа е фактички една новост од активна материја, од таа група, која навлегува во третираните делови на растението и потоа делува, значи, многу систематично со една трансмисија на во самото инфективно место. И на тој начин тој опфаќа, значи го фаќа и стадиумот на габата во која тој продрира подлабоко во самото растение. Со тоа тој се врзува буквално со восочниот слој и таму создава едно депоа од активната материја и со тоа го спречува понатамошниот развој на болеста. Значи, тие две компоненти се на еден начин во една заедничка кохезија на делување и тука болеста нема можност да просперира. Спектарот, мораме да кажеме дека е многу голем
и со некоја си количина од само 700 до 1500 грама по хектар површина, тој решава проблем од било каков напад од одредена болест. Која е значајната работа? Една од најзначајните. Значи, сигнумот со својот превентивен третман фактички имаме фантастичен, подобар ефект. И мораме да кажеме дека во градинарството, во овоштарството, во лозарството, тој е лидер буквално со сите своји перформанси. Што е значајно? Европската заедница го регистрира како еден од најквалитетните решенија, брзи решенија, ефикасни решенија за, значи, кој ќе фатеме од расадопроизводството, и не случајно тоа сега го збориме, бидејќи почнуваат активностите со расадопроизводството, и тука веќе ние имаме од самиот почеток на никнење на расадот, имаме почетна појава на питиумот. Питиумот со мало невнимание може да предизвика големи штети. А со еден, ама точно мал, незначителен превентивен третман на расадите, од пиперка, од домата, од краставици, питиумот буквално не може да одземе дел од производството, што знае понекогаш скапо платената семка, да ја за една ноќ изгуби производителот. Со превентивен третман, со сигнумот, тој го решава проблемот за подолго време и со висока ефикасност. Бидејќи, како што рековме, и боскалитот, и пиреклостробинот го даваат оној заштитен и подолго траен ефект по однос на ефикасноста на делување. Освен питиумот, ризоктонијата, баналниот бит ботритис кој знае да предизвика големи штети понекогаш со мало невнимание, иако е секундарен патоген, ботритисот може да предизвика големи проблеми кај, да кажеме, кај виновата лоза. Тоа сиво гниење со само 1 килограм по хектар површина од сигнумот ние имаме фантастична ефикасност од тој банален патоген. Освен ботритисот, монилиите, значи и питиумот, што рековме, значи голем спектар, тој широк спектар на делување е одликата на сигнумот со неговото системично и превентивно делување, и оној широк спектар на делување го дава суштината на квалитетот на и ефикасноста на сигнумот. Што е значајно при ова наше образложение кога збориме за сигнумот? Морам да кажем од оној практично стручен аспект, нашата примена или нашата стратегија, тоа што Хемомак ја има и добро е што е така испражњава, со од практично стручен аспект примената на сигнумот секогаш од расадопроизводството, каде што целта треба да биде квалитетна, ефикасна заштита на расадот, добро ожилување на расадот и немање на присуство на тој патоген, што покасно со расадувањето на стално место во фолијата може да ни предизвика големи штети. Наместо тоа, ние со таа редовна превентивна заштита со сигнумот ние имаме гарантирана заштита и здрав расад.
Што е тука значајното кога го збориме превентивна заштита? Голем дел од производителите, овие наши едукативни емисии кои ги имаме, секогаш ние апелираме на тоа да производителот свати кога треба да биде загрижен. Но таа навика уште трае. Дел од младите производители велат, во Србија имаше една изрека спречити, а не лечити. И голем дел од млади производители кои веќе се под наша контрола, тоа го имаат суштински сватено и прифатено, бидејќи ако дал за една од некоја сорта краставица 15, 18 па и до 22 денари и купил 10.000 семки, дал големи пари, за само 24 сата оди и гледа 50% ги изгубил овие семките од питиумот. И доаѓа кај мене, ја носе таблата, професоре, што да правиме? Еве, ми отидоа тие, толку пари изгубив, секоја семка кошта и така. И јас велам, тука е мудроста на заштитата. Превентивната суштина е најважна при заштитата на растенијата од болести, штетници и плевени. Да спречиме, а да не лечиме, тоа значи ние, производителот, буквално, кога треба да биде загрижен? Кога е производството здраво, тој треба со стручњакот да искомуницира и да каже кога да прскам за да го заштитам расата. Значи, филозофијата во заштитата, генерално кажано, е во тоа. Со таа златна творба од двете компоненти активни материи, тука ние имаме една убава синхронизирана работа. Кога тоа се со една максимална микронизација, расадот кога поникне се заштити од тие творби. Кога се испрска квалитетно со максимална микронизација. Филозофијата на заштитата е патогенот кога налета на испрскана површина на листот, не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на превентивната заштита. Затоа што кога коренчето падне, ние по ни по кој основ не можеме веќе да делуваме, тоа е изгубена семка од 20 денари. И тука е крај. Мора или ново семе да се купи, или да се зива од негде расад. Наместо тоа, сигнумот по поникнувањето со една квалитетна апликација, бидејќи тие компоненти тука, и контактното, и систематичното делување, и ништењето на питиумот, на ризоктонијата, на ботритисот, на сите тие чинители на младиот расад што може да дојдат, тука сигнумот ги нив штити. И затоа ние имаме еден квалитетен чин на заштита и јас сигнумот слободно, може да се љути некој, го сматрам лично од стручно практичен аспект, од оние искуства до сега што ги имам. И онаа ефикасност која имам добиено за сигнумот, ќе му го дадам епитетот спасител. Спасител на расадопроизводството од по сите основи, затоа што сигнумот со тие две нови компоненти, кои се синхронизирани, квалитетни и дават еден фантастичен подстрек, се иднина на сигурноста пред се во градинарското производство, а можем слободно да кажеме кога имаме при зрење на грозјето, кога имаме еден можен
таков период. Знаеме дека е ботритисот секундарен чинител. Меѓутоа, ако не сме го заштителе лозјето од гроздовиот молец, ако има врнежи од дожд, тука можности за ботритисот се големи. Со комплетната заштита, само со килограм по хектар, ние имаме комплетна локализација на можна појава на ботритисот. Тоа многу луѓе го имаат докажано, многу луѓе го имаат потврдено, дека се работи за една новост која не случајно Европската заедница го има регистрирано како едно квалитетно двокомпонентно решение по однос на сите оние работи кои ги поседува. Ние говориме за лозарството. Јас пак, бидејќи повеќе притежнувам кон онаа чувствителност на градинарските култури, каде што промените, влагата, температурата во пластеникот се секогаш присутни за губење на имунитетот на младото растение, дали е тоа расат, дали е тоа доматите при зреење и така натаму. Секогаш си земам за право да кажам дека спасител за такви ситуации е токму сигнумот. Со сигнумот секогаш имаме сигурно производство. Тоа многу земјоделски производители го имаат сватено, прифатено и голем дел од нив сигнумот го имаат како десна рака по однос на примената во пластеничкото производство, па и производството на отворено. И јас сум воедно убеден дека секој оној кој во прав момент, со права концентрација и доза, со правилна микронизација на частиците, успева да употреби сигнум, бидејќи е тој компатибилен со други средства, може да има само квалитетно производство кое го посакуваат сите земјоделски производители. Во емисијата редовно ги презентираме овие новини кои ги носи фитофармацијата, а целта е да знаете се она што ви е на располагање за да добиете квалитетно земјоделско производство. Професоре, да го заокружиме ова издание на Агроспектар, ваша порака до нашите гледачи. Сме во периодот кога најрано градинарите веќе се во една фаза на старт, да кажеме. Зелката е веќе расадена, пиперката, она пластеничко производство веќе се размислува и не случајно она, значи што го видовме од прилогот, го даваме во тој момент бидејќи овој двокомпонентен препарат како новост е штитник со широк спектар на делување, штитник на производството од тој најчувствителен период, а тоа е поникнењето, тука е сензибилноста голема на младиот расад, кога е заштитено со сигнумот, ние имаме една гаранција дека нема едно стебленце да падне, бидејќи семката е 8 денари, 10 денари, скапо е производството на семе. И сега, ако не го заштитиме со тоа, тогаш имаме губиток. А секој растение кое се губи веќе на таа големина, тоа е губиток во старт на земјоделскиот производител. Затоа голем дел од производители таа новина веќе ја практикуваат и знаат дека заштитата е успешна и тука растението под таков принцип заштитено, после тоа расадено на стално место, ќе го даде својот генетски потенцијал од кој задоволство ќе има земјоделскиот производител со неговата фамилија. Благодарам. Благодарам и вам. На крај сме на емисијата, почитувани гледачи, благодарам за вниманието, имајте секое добро со нашата програма.